Гледате реално на 24info.mk. Јас сум Мишко Иванов, наша гостинка денеска, председателката на ЛДП Моника Зајкова. Добре дојдовте. Добро, не дојдовте вие во седиштето на ЛДП. Избори, пред избори не очекува исклучително валка на кампања од она што можеме да го видиме од она до сега што е поминато и официјално не е започната кампањата. Па знаете како, тоа не е ништо ново за Македонија и за изборната кампања во Македонија. Најлесно е да некого го дисквалификувате со црна кампања или со негативна кампања. Меѓутоа јас преферирам и како кандидатка за пратеничка ке преферирам кампањата да не биде на лични навреди и на црнила, но да се базира на оние мерки и решенија кои што треба да им ги понудиме на луѓето, бидејќи од негативности создаваме само апатија и некако тапкање во место. ВМРО ДПМН ги соопшти кандидатите, односно носителите за парламентарните избори. Социјалдемократскиот сојуз, барем до овој момент, иако се очекува да бидат соопштени, се знае само сигурно дека Димитар Ковачевски е во прва изборна единица. Вие сте во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, а дали Моника Зајкова е место број 2 во прва изборна единица и колку места добивте од таа, претпоставам сте имали разговори веќе со СДСМ? Либерално-демократската партија вчера одржа седница на органите на извршниот и на Централниот одбор, на кој што меѓу другото се донесе одлука за поддршка на оваа европска коалиција, но и на председателскиот кандидат Стево Пендаровски, бидејќи ЛДП нема свој председателски кандидат. Така беше одлуката и проценката на партијата за овие председателски избори. Утврдивме кандидати за пратеници. Меѓу кандидатите е и моето име и од она што се пишува и говори во јавноста и начално што е преговарано, да, Моника Зајкова треба да се најде како коносител во изборната единица 1. Уште колку имате други кандидати за пратеници? Се уште течат преговорите, но вчера извршниот и Централниот одбор утврди 3 имиња. Како кандидат се јава генералниот секретар на партијата Боби Мојсовски и доктор Илија Нешковски. Тоа се претпоставам по различни изборни единици, така? Тоа се по различни Мојсовски изборни претпоставам единици, во петка, ако не се лажам, кој каде живее. Така. Нешковски во четврка. Добитни места се или? Па знаете Зависи. како, секогаш зависи од волјата на граѓаните. Колку од граѓаните ќе дадат поддршка, толку од нашите кандидати ќе влезат на листите, односно ќе влезат во парламентот. Така што ние можеме да шпекулираме добитни, недобитни места, да си правиме прогнози, но сепак на крајот од денот граѓаните се тие кои што одлучуваат дали ќе ја дадат довербата на листата, на кои луѓе и на колку луѓе ќе ја дадат довербата. И јас искрено се надевам и посакувам ЛДП да има повеќе пратеници во парламентот, бидејќи се покажа дека има многу поразлични иницијативи од она што го гледаме стандардно во парламентот, а и историски наназад, ако видите, пратениците на ЛДП секогаш биле по прогресивни и по-авангардни во иницијативите кои ги доставувале во собранието. Не мислите ли дека многу сте скромни во преговорите? Тројца пратеници. Сега претпоставам интенцијата ви е да станете, да ја вратите партијата онака како што беше некогаш, а некогаш имаше поприлично бајаги пратеници од ЛДП во собранието. Видете, нашата цел е постепено да растеме за да се вратиме онаму каде што биле. Треба да си признаеме дека имало одреден период кога, поради оние коалиции, долгогодишни и слично, малку партијата подзастана со бројките, затоа кажувам, ние до сега бевме двајца, доколку успееме постепено да го дигнеме бројот на пратеници, би било одлично, но и да се фокусираме, бидејќи ЛДП има 27 советници во локалните самоуправи. Нашиот фокус ќе бидат и локалните самоуправи, да освоиме градоначалници, да го дуплираме бројот на советници, така што ќе можеме реално да им помогнеме на граѓаните во она што е нашата визија и идеја за државата. За сега пазарот е на 3 пратеници? Па ја не би го нарекла пазар, сепак тоа се преговори. Согласно нормално, вие кога настапувате во коалиција, секогаш некој треба да отстапи од нешто. И секој отстапува од бројките за да постигне компромис. Сега најважно на овие избори не е
дали ќе имаме ние 12 кандидати за пратеници или 15 кандидати за пратеници, но да ги имаме вистинските луѓе на вистинските места и овие се избори, јас не ги кажувам бидејќи нели преферираат да кажат тоа се избори за Европска унија или се избори за Америка или за Русија. За Америка или за Русија. Не, ова се избори исклучиво за кој правец ќе движи Македонија. Јас сакам Македонија да движи напред, да биде прогресивна и да биде рамо до рамо достоинствено да стоиме со граѓаните во европските држави, затоа што уморна сум од тоа кога ќе тргнете по Европа да чекам на различно место за пасошка контрола, да имам различни можности од оние што ги имаат европските граѓани. Сметам дека треба да се бориме за да бидеме рамо до рамо со Европа и да имаме достоинствени нели прилики реципрочно со европските граѓани. Имате амбасадори доста, дури едно време велеа либерално-дипломатска партија. Па добро. Тоа е дел од преговарачкиот процес или ако дојдеме на власт ќе имате толку директори, толку министри? Не. Моментално ЛДП имаше два тима на преговори. Тимот на преговори кој што го водеше оној дел на преговори кои се однесуваат на кандидатите за пратеници и програмски, односно тимот кој што ги води програмските преговори. Оваа партија не е само за терање на пазар за директорски места или не знам за какви места, но исклучително е важно и дали делиме се уште иста визија и цели со нашите коалициони партнери во програмскиот дел и сум среќна што е тоа така. И тимот за преговори на програмата веќе ќе финишира, се надам дека до крајот на неделата ќе се усогласат околу тоа што ќе влезе во заедничката коалицијска програма. Програмата ќе биде заедничка. Па нормално кога настапувате во коалиција, имаме заедничка коалицијска програма, а ЛДП неодамна имаше и своја конвенција, односно платформа, секој е важен, каде што ја промовираше сопствената програма на партијата, односно оние либерални заложби и патокази, и ги посети речиси сите градови во Македонија за да го слушне мислењето на граѓаните и согласно тие мислења и нивните препораки програмата е дополната и веќе е во коначна верзија и врз основа на таа програма се договара и што таа програма ќе влезе во коалицијската програма. Господја Зајкова, од денес гледано, колку сме далеку или блиску до Европската унија, до полноправно членство во Европската унија? Тоа зависи од нас, колку сакаме да бидеме. Не зависи од вас, близко, вие треба да гласате во собрание. Зависи од сите нас, бидејќи сите ние одлучуваме за оваа земја, секој на свој начин. Граѓаните набираат нас, ние одлучуваме во нивно име во собранието и ги водиме политиките. Затоа мислам дека сите заедно одлучуваме колку брзо ќе се движиме по патот и колку сакаме брзо да бидеме по патот. Гледаме дека геополитиката самата налага што побрзо да течат тие преговори, дека последните, односно на последната меѓувладина конференција се докажа дека всушност ние сами си ја поставивме бариерата за да продолжиме понатаму во оние преговори. Нели првпат имаме јасна препорака дека доколку ја исполниме таа обврска, веднаш почнува отварањето на подглавјата и го бидејќи успешно го завршивме скрининг процесот. Затоа кажувам, зависи од нас сите. Нели вие одиме брзо или ќе чекаме уште во чакалната? Изгледно е до 2030 да влеземе во Европската унија? Искрено? Знаете дека ЛДП има силна меѓународна поддршка и дека е трета сила либералната партија во Европскиот парламент. И од сите комуникации, разговори и посети таму, тоа е реално остварливо. Добро. Нели ви е криво кога гледате дека една Украина во која што без не е војна, една Молдавија која што гледаме како е, еве земете и Босна сега, кои што прават исчекор кон Европската унија, ние тапкаме во место, а плативме многу скапа цена. Мене ми е многу криво што наместо да ги валоризираме сите работи кои што и одлуки кои што ги донесовме, ние решивме повторно да тапкаме во место. Не би сакала да се споредувам со земја каде што има војна и која што војната е отпочнала токму заради незината дредница да оди по овој прогресивен пат, но ќе ми биде искрено криво ако сите околу нас започнат преговори и ако напредуваат побрзо, а Македонија уште во 2005 имаше огромна шанса да влезе заедно со Хрватска. Па
од европските партнери, од европските држави кои не што може велеа не може сменете го името. постојано да обвинуваме некој друг. Промената на името го донесе членството во НАТО, што се покажа како стратешки исправна одлука. Секоја земја голтнала можеби големи кнедли. Ние секогаш гледаме, тргнуваме од нас и не е едноставна одлуката и мене ме револтирало сето она што се случувало, но ако целта е повисока, да седиме рамноправни, да ги користиме сите бенефити, јас мислам дека државата понатаму во Европската унија има што да докаже и да покаже дека вреди, дека има квалитети и дека и била нанесена неправда, но таа неправда може да ја како да кажам, да ја исправи кога ќе седи рамо до рамо со сите тие земји членки. Финишираме. ВМРО ДПМН на пиедесталот ја става економијата и корупцијата, особено во кој што вели оваа влада тоне во корупција. Таа борба против корупцијата ви се чини дека малку како да недостасува? Јас мислам дека на сите им се полни устите со корупција. Јас не гледам дека нешто суштински се менува. ВМРО ДПМН владееше 11 години, ние видовме дека отпосле слушавме всушност какви криминални действија се случувала. Иако таа не беше баш толку транспарентна влада и не можеше да се однапред види. Предноста на оваа влада што веќе имаме случаи кои што нели доаѓаат и од незините редови, односно покажува дека без разлика кој си, не може да бидеш несанкциониран доколку се огрешиш пред законот. Имаме полни раце работа и мислам дека партиите пред се треба да го остават правосудството да дише слободно, а не постојано и на овој начин се врши некаков притисок врз суди, обвинители како треба да постапуваат, но да го остави слободно бидејќи пустав судската власт е независна од извршната и законодавната власт. Говорам сега за сите партии за да не бидам погрешно сватена. Или ајде да кажам политиката, нас не требаат крупни реформи, не паушални реформи, не само постојано да збориме за корупција, да не превземаме ништо. Крупни реформи во правосудството не се прават само со ветинг, кој што сите сакаат да го говорат. Еве разговарајте со европските комесари за правосудство, ќе ви кажат дека тоа може и да не донесе толку посакувани ефекти, но се прави од делот на изборот на суди, од делот на изборот на луѓето кои работат во судска администрација. Судскиот совет се покажа како тело кое што изминатите 30 години од како е донесен уставот, самото по устав е политизирано тело, бидејќи самите членови кои што вие ги бирате од редот на предлог од собранието или членува министерот за правда, без разлика што нема право на глас, сепак тие се некакви индиректни влијанија кои што и така играат улога. Еве го прифаќаме ова, но 7 години во собранието можеше нешто да се помрдне. Како ЛДП поднесовме доста закони. Вие немате во судство, знаеме што е. Гледате во АВМУ што е, гледате во на сите други места каде што не успеавте да помрднете. ЛДП поднесе своји законски иницијативи. Голем дел законски иницијативи кои се однесуваат на судскиот совет. Иако во судскиот совет треба интервенции во уставот, поднесе и закон кој што се однесува на кривичната застареност, односно подигнување на годините кои се потребни за да застари еден случај на ајде да кажам злоупотреба на службена положба или сите оние дела кои што го оштетуваат буџетот на државата. Меѓутоа ЛДП во парламентот имаше двајца пратеници и сепак на крајот од денот зависи од волјата повторно на поголемите, позастапените партии. Тука не кажам сега, можеби некој ќе каже па зашто не ве поддржале вашите коалициони партнери, ако намерата била искрена, никој не ја спречувал ни опозицијата да не поддржи, затоа што и ние кога доаѓаат закони кои сметаме дека се добри за граѓаните, а се предлагачи од колегите од опозицијата, ние даваме поддршка. И се додека не го надминаме оној момент да гледаме кој од која партија го дал предлогот, не може да се донесат соодветни. Добро, ова е тема за која што треба повеќе време. За крај, како ја коментирате новата црна листа на Соединетите американски држави, Стефче Јакимовски, Катица Јанева? Искрено, Катица Јанева е човек кој што веќе отслужува својата законска казна.
Стефчо Акимовски чинам дека исто одслужуваше своја казна. Очекував дека можеби ќе има нешто ново, но еве мислев дека поголеми некои изненадувања ќе добиеме во овој дел. Сепак таа црна листа значи еден вид опомена или надеж дека работите треба да се решават, но јас би била посрекна кога внатре органите ќе работат на тоа да имаме казнивост, индивидуална казнивост и одговорност, а нема да чекаме постојано некој друг да ни алармира, па ние да коментираме, но како што очекуваме црната листа, така да ги очекуваме од кај нас истрагите и судските пресуди. Анкетите ве плашат? Не ме плашат. Сметам дека се уште населението во Македонија, огромно мнозинство од населението е прогресивно и знае да препознае прогресивна и развојна политика. Зашто да гласаме за вас? Зашто да гласате за нас? ВМРО вели ова е најкоруптивната влада. Па јас не се согласувам. Најпредавничката влада. Ниту со тоа предавници не се согласувам. Патриот е човек кој што сака државата да оди напред, да има развојна економија, да има силно правосудство, да има млади кои што тука го гледаат потенцијалот, а сето тоа можеме да го оствариме кога ќе движиме прогресивно напред и кога нема постојано само црна кампања. Јас би сакала од ВМРО ДПМН исто да слушнам што тие нудат во делот на подобрување на состојбите во правосудството и корупцијата, што тие нудат по однос на евроинтегративниот пат. И на овие избори треба да гласаме за Македонија да оди напред и да парира на сите високоевропско развиени држави. Благодарам за овој интервју. Ви благодарам. Беше ова претседателката на Либерално-демократската партија Моника Зајкова во реално на 24info.mk. Ви благодарам што не гледавте.